Почитувани, ние и досега покажавме, но и потврдивме со низа на аргументи, факти, документи дека во ова министерство злоупотреби има во речиси секој сектор. Парите наместо кај земјоделците завршувале кај луѓе кои што се блиски на власта и само во нивните џебови. Идентично и со ловството. Затоа ќе направиме целосна ревизија на давањето на дивечот на користење по пат на концесија. Одговорност ќе има за сите овие злоупотреби, но тоа е само еден сегмент со кој што ќе се занимаваат институциите на системот. Потребно е да се реализираат и конкретни мерки за да и во овој период излеземе и работиме во пресред и во интерес на сите граѓани. Денеска барам конкретни измени во Законот за ловство со цел да излеземе во пресред на луѓето кои што се кандидати за ловци, самите ловци и корисниците на дивечот во ловиштата. Наместо досегашното полагање на ловечкиот испит по небулозен електронски пат, кој не ги дава ниту очекуваните резултати, барам веднаш укинување на полагањето на овој испит по електронски пат и враќањето на стариот начин на полагање. Огромен број на кандидати кои аплицирале за полагање на ловечки испит не може да го остварат своето право да го полагаат испитот поради токму небулозниот член од Законот за ловство кој го предвидува и невозможното оваа држава. Ловечки испит да се полага преку компјутер. Барам веднаш формирање на комисија која експедитивно и навремено ќе ги организира полагањата на испитите со представник на Ловечката федерација на Македонија. Во склоп на ова, барам електронското надавање за доделување на дивечот во ловиштата под концесија да се укине и покрај условот на цената на понудувачот, кој што е единствен во моментот, да се земат во предвид стручните, материјалните и техничките можности на концесионерите и на понудувачите. Барам дивечот во ловиштата на концесија да се дава на оние правни лица кои нудат најдобри услови за развој на ловството, со искуство и знаење во оваа област. Работиме во интерес и на ловците, и на ловечките друштва, работиме во интерес на сите граѓани. Благодарам. Прашања? Доколку нема... Како било претходно полагањето за ловечки испит? Постоеше комисија, која што комисија е формирана во рамки на Министерството, која што оди на терен, низ цела Македонија, не се принудуваат луѓето да доаѓаат во Скопје, сега се принудени да прават огромни трошоци, се принудени само во 3 здравствени домови во државата да бараат, односно да вадат уверение за здравствена состојба за да полагаат не секаде и се изложени на огромни трошоци. И на крај, полагањето, замислете за некој кој што треба да работи со пушка, со опрема, со оружје, да полага пред компјутер и електронски. Небулозен е овој член од законот, огромен број на луѓе не може да си го остварат ова право, односно не може да полагат заради тоа што се полага 3 пати годишно, претходно беше многу почесто. И покрај тоа, значи, овие луѓе се изложени и на огромни трошоци, но и на неможност на некој начин да го полагаат овој испит. Затоа бараме веднаш укинување на овој член и враќање на старите одредби со кои што со комисија од Министерството, со представник на Ловечката федерација, со практична настава и практично на терен да се обучуваат и да се полага овој испит. И само уште едно мало дополнување, од кого ќе барате да ги провери како работеле институциите, конкретно секторот за ловство, она што на почетокот го кажавте. Ние во претходниот период до нас се обратија многу луѓе кои што се биле концесионери, многу луѓе кои што давале понуди во овој дел, во делот на концесиите. Обработувавме огромен број на такви случаи и затоа, како и за многу други работи кои што во овој период исто така не ги објавивме, а покренавме постапки пред јавните обвинителства, така и во случајот со она што се случувало во ловството, ќе покренеме низа на постапки кои што на нас не се на располагање, она за кое што клучно ќе се залагаме, како што и ревизијата на
тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, е и ревизијата на сите овие концесии. Сме убедени дека на тој начин на површина ќе излезат сите злоупотреби кои што се прават во овој сектор. Очигледно ова институцијата, ова е министерството во кое што се прават едни од најголемите злоупотреби во сите сектори кои што ги покрива ова министерство.